Во библиотеката Искра во Кочани е отворена изложба на фотопортрети со наслов «И јас сум тука» од авторите Тоше Огњанов и Сребра Ѓоргиевска, во рамки на активностите со кои општинската установа се вклучува во одбележувањето на 3 декември, денот на лицата со попреченост. На 10 паноа представени се фотографии и кратки приказни за лица со попреченост од повеќе градови во државата. Исто така, пред присутните на отворањето на настанот беше промовирана и книгата «И јас сум тука», во која се содржани приказни за лицата кои се представени на изложбата, како и книгата «Не престанувајте да се гушкате» од Оса Емрот, во која има цитати од актерите од театарот Глада Худик од Шведска. Како што истакнаа и самите автори, нивната цел е на овој начин да создадат нешто значајно за општеството и да помогнат во надминувањето на предрасудите кон одредени групи граѓани. Јас не сметам дека ние треба само за 3 декември да правиме настани за лицата со попречености, туку секој ден, сите 365 дена во годината треба да бидат повод за да разговараме за проблемите, да им подадеме рака на сите овие луѓе, прекрасни луѓе, и да им ги отвориме и очите на некој начин дека секој од нив може да прави многу. Иницијалната идеја на овој проект дојде од театарот Глада Худик, од Худиксвал, Шведска, мало градче, каде што била основана театарската група Глада Худик. И оттаму таа мисија се шири низ повеќе држави низ Европа. Многу сум среќна што Македонија веќе 3-та година е дел од овој проект, кој што е наречен Децата не се раѓаат со предрасуди, и веќе во 3-та година поред во по 15 училишта годишно овој проект влегува директно кај учениците, кај децата, кај психолозите и нивните педагози и наставници. Во самава изложба ние не се занимаваме со тоа кој човек каков точен проблем има, каква диагноза стои и сето. Значи, нас не интересираше нивната приказка, како живеат, што сакаат да прават, што не сакаат да прават, како поминувале на училиште, дали имале најдобар другар или ако немале, зошто немале. Токму преку нивната животна приказна да одговориме на многу прашања кои што нив ги мачат, а и реално прашања на кои треба да работиме секојдневно како општество. После 2 или 3 работење со 20 или 3 од овие лица кои што се ги гледате на овие портрети, увидов дека пристапот не е различен. Пристапот е всушност ист, само треба секој од нас да си ги урне сопствените предрасуди, кои што колку и да мислим дека ги немаме, всушност на некој начин ги имаме, зашто веројатно така сме растени во едно такво општество. И од кога почнавме да им пристапуваме на луѓето на начин како и со секој друг, односно кога се отворивме ние самите, со нашите срца, нашите души кон овие лица, увидовме дека тоа ќе биде еден проект како едно патување од нас до нив, но и од нив до нас, за они да преку нас да ја покажат пораката што имаат кон светот, тоа е дека нови лица треба да им се подаде рака. Едноставно да им се пристапи со отворено срце и да се увиди колку тие се полни со енергија, полни со капацитети во себе кои што имаше да му покажат на општеството, само општеството е тоа што треба да ја се отвори кон нив и да ја прифати нивната порака дека и тие се тука и дека тие се дел од нашето општество. По отворањето на изложбата во мултикултурниот центар беше прикажан и документарниот филм «Модна ревија од Глада Худик до Њујорк» во режија на Јохан Скок, популарен филм во Шведска во кој учествуваат актери од театарот Глада Худик, а на кој им се остварува животниот сон да учествуваат на модна ревија во Њујорк. И јас сум тука е дел од проектот Децата не се раѓаат со предрасуди, што во Шведска од 2014 година дава одлични резултати во борбата против предрасудите, а во Македонија се спроведува од 2020 година. Изложбата досега гостувала во Кинотеката на Македонија во Скопје, како и во 10 други градови во државата. Во библиотеката Искра ќе биде отворена една недела.